Ова е уште едно ветување од програмата на ВМРО ДПМН, кој што успешно се реализира. Ова е еден од 5 клучни проекти кои што беа ставени во програмата на наше општо задоволство. Значи, по долги години граѓаните на општина Свети Николе добиваат еден објект кој што можеби никој не посакува да го користи, меѓутоа е значаен од аспект дека е потребен како инфраструктурен проект за град кој што расте и се развива. Ние со одлука на Советот го предадовме објектот веќе во користење на јавното предпријатие погребални услуги. Јас како градоначалник можам да кажам дека објектот денеска направивме увид и дека е спремен за да почне со работа, со тоа што управителите на гробишта, значи јавното предпријатие погребални услуги, ќе ги преземе сите они мерки и активности кои што следуваат понатаму, а одлуките ќе следуваат од страна на Советот. Тоа е објект кој што долго време се градеше, меѓутоа постојат повеќе параметри и стандарди кои што треба да бидат исполнети при изградбата на еден ваков објект. Значи, спазени се сите услови и стандарди при изградбата на објектот. Објектот биде наменски, обезбеден и доволно паркинг простор, обезбедена е комора исто така за чување на починатите лица и реков уште едно предизборно ветување, уште еден проект од програмата која што јас како градоначалник и советниците ја ветија, значи се остварува и се реализира. Исто така би сакал да додадам дека нема да се наплаќа на сите оние кои што имаат склучено договори со јавното предпријатие погребални услуги. Значи капелата, услугите во капелата ќе бидат бесплатни. Тоа што го ветивме на граѓаните, значи тоа и го реализираме. Значи воопшто нема да се наплаќа, тие си имаат своја евиденција, водат списоци, си знаат со кои имаат склучено договори, значи сите оние лица кои што плаќаат, мислам дека е погребна такса или не знам точно гробна такса, значи сите кои што ја плаќаат гробната такса, услугите кои што ќе ги нуди јавното предпријатие погребални услуги и градската капела која што овде ќе бидат комплетно бесплатни. Го одбрвме денешниот ден, денеска е Свети Петар, значи малку символично, православно, меѓутоа е значаен ден и датум да се отвори и градската капела, да објавиме дека се подготвени условите за да може да функционира. Законот предвидува во случај на починато лице операторите го превзимаат и го носат во капела. Досега немаше капела и затоа се носеа дома. Но денес на понатаму очекувам да капелата се користи за оние луѓе кои имаат потреба. Мислам дека ова беше неопходен објект за потребите на граѓаните на Свети Николе, бидејќи во најстресните моменти ги правеа обредите во домашни услови. Сега, она како што предвидува закон, она како што соодветствува на времето во кое живееме, капелата е навистина неопходен објект и капитален објект на општината и за потребите на граѓаните на Свети Николе.